Грипот ескалира и во моментов сите амбуланти се преполни со пациенти. Значи состојбата во моментот укажува на тоа дека го достигнуваме платото на пикот. Минатата недела забележавме мал пад на бројките од некако 5%, меѓутоа се уште се високи бројките на ново регистрирани случаи на грип. Очекувано, како што и најавивме, во втората половина на месец февруари се очекува да го достигнеме пикот. Тоа што е исто така очекувано во периодот што следи е да гледаме дека овие бројки на ново диагностицирани на болни со грип или болести и вируси кои што наликуваат на грипот да опаѓа. Неповолната состојба според експертите ќе трае уште. Сега во наредниот период очекуваме бројките од недела во недела да се намалуваат и конечно сезоната не ќе се затвора во месец април кога се пријавуваат и последните случаи на грип. Најприсутни во моментов се 3 типа на грип. Значи имаме 3 линии на вирусот на грип кои што се присутни оваа сезона, тоа е H1, H3 и така наречената Викторија линија од инфлуенца Б. Доминантен од сите овие 3 линии е H1 вирусот кој што е речиси во 50% од случаите диагностициран кај сите оние кои што се тестирани и докажани позитивни со грип. Од Комисијата за заразни болести апелираат на внимателност, но и сугерираат како најлесно да се надминат проблемите. Треба да се почитуваат препораките на Комисијата за заразни болести. Ние на последната седмица донесовме препорака и да се забранат посетите во здравствените установи каде што има хоспитализирани хронични болни и акутни болни. Нема потреба дополнително да ги оптеретуваме со болести кои што може да се превенираат, како што е во случајов со респираторни болести предизвикани од респираторни вируси. Од тие причини во здравствените установи е зголемен надзорот и контролата на сите кои што работат во овие здравствени установи, од персоналот па се до пациентите. Во Штип, согласно последните податоци од Центарот за јавно здравје, евидентирани се 283 грипосани граѓани.